Едно од најпопуларните преданија за потеклото на кинеската нова година е за чудовиштето Ниен. Ниен на кинески значи година. Ниен бил чудовиште со тело на бик и глава на лав, кое живеело по планините и ловело за да се прехрани. На крајот на зимата, кога не можело да најде ништо за јадење, се сигнувало во селата во подножјето на планините, каде што чудовиштето напаѓало и јадело се што ќе најде. Добиток, храна, дури и самите селани, па некогаш и деца. Селаните живееле во страв цела зима. За да се заштитат од чудовиштето, на почетокот на секоја година, селаните оставале храна пред своите врати. Се верувало дека откако ќе изеде приготвената храна, Ниен нема да ги нападне. Со тек на времето, селаните увиделе дека страшниот Ниен се плаши од три нешта: црвената боја, затоа папкава, да избрка, оган и голема буча. Селаните се договориле кога на крајот на следната зима ќе дојде време за годишната посета на Ниен, да запалат оган пред секоја порта, да закачат пред секоја куќа по една црвена табла и наместо да си легнат, да креваат буча. Така една вечер, кога забележале како Ниен се симнува по планината, запалиле огнови, ги закачиле таблите и цела ноќ вревеле. Чудовиштето слегlo од планината, на кога ја слушнало страшната врева, се уплашило и побегнало назад во планината и никогаш веќе не се вратило во село. Следното утро сите се разбудили, се честитале и прославиле. Следната година го повториле ритуалот кој се пренесува од поколение на поколение и на тој начин се останува обичајот да се слави ново година. Ја чуеме втората легенда. Втората легенда значи за кинескиот календар. Според оваа легенда, императорот Жад, владетелот на небото и земјата, решил животни да бидат календарски знаци. Тој наредил да се организира трка и објавил дека првите 12 животни кои ќе преминат реката ќе добијат секој по една месец во текот на година, по една година во текот на циклус. Така секој животните на свој начин ја преминувало реката. Храбриот тигар немал проблеми за да ја преплива реката со своите моќни шеки. Меѓутоа, помалите животни морале да прават сојузи. И така шармантниот старец и пријателски настроената мачка, бидејќи во тоа време не биле непријатели, се договориле да се пријават порано и да биде овде заеднички. Старецот ветил дека ќе разбуди мачката, но кога се разбудил, утрото бил премногу возбуден, така што го заборил ветувањето и заминал директно на местото каде сите животни се собирале за трката. На патот кон собиралиштето се сретнал со тигарот, волот, конјот и другите животни кои се побрзи од него. За да не заостане, му предложил на честиот вол да го носи на грб, а за возрастот старецот ќе му пее и ќе му дава ритам за да биде тој прв. Волот и старецот стасале први на целта. Волот се радувал дека ќе биде првиот знак, но итриот старец се ускокнал од грбот пред него и станал првиот знак во кинескиот хороскоп. Но тука мачката многу се налутила. Кога стасала, трката веќе била завршена и изборот направен. Ова е причината заради која сите други животни се зад старецот во зодијакот, но и причина зошто мачката го прази старецот и секогаш ќе го види, кога ќе го види сака да го купи. Се, значи, тука, подготвајќи се за ова работа, јас открив нешто друго. Значи, во кинескиот календар, значи, покрај 12 животни се всушност 6 животни, домашни животни, тоа се волот, конјот, козата, петелот, кучето и свињата, 5 диви животни, тоа се старецот, тигарот, зајакот и змијата и еден, би го рекол, митски знак, тоа е змеја. Но покрај мерењето на времето во однос на годините, исто така кинескиот часовник ги има истите овие животни со истиот тој редослед, во кој денот од 24 часа е поделен на 12 двочаса, кои почнуваат од 23 часа пред полноќ, значи 23 до 1 час, од 1 до 3, од 3 до 5 и така натаму со истиот редослед. Така е уште нешто да научиме за кинеската култура. И на крајот би сакал да не пожелим честитам новата година, среќна нова година и ќе се обидам на кинески Шин Ниен Куај Дуа.